точката Предлог закон за стратешки инвестиции во Република Македонија по скратена постапка да биде тргната од дневен ред. Меѓутоа, оваа право, дадено во деловникот во член 76, е само формално. Затоа што, иако дневниот ред се уште не е усвоен, е веќе закажана Комисија за европски прашања утре во 11 часот. Каква е логиката да окористиме оваа право за измени и дополнување на дневниот ред, повлекување на точки од дневен ред, кога веќе е закажана Комисија за европски прашања утре во 11 часот? Ирационални се овие права дадени во деловникот, кои што се злоупотребуваат. По секој можен начин во овој парламентарен состав беше прекршен деловникот и еве нема крај на прекршувањата до крај на овој мандат, нели до распуштувањето на 12 февруари. Имено, целта на тргање на оваа точка од дневен ред е затоа што нема никаква основа да се злоупотребува европското знаменце, затоа што овој закон не прави никакво усогласување со ЕУ регулативата, дополнително што по во членот 22 од законот, по членовите од овој закон ќе важат до влез во ЕУ. Која е логиката? Ние као правиме усогласување со ЕУ регулатива, а членовите од законот кои што го предлага владата и парламентарното мнозинство нема да важат по влезот во Европската Унија. Која е логиката ваков закон за стратешки инвестиции да доноси техничка влада, која што има за задача спроведување на избори и во која што досегашниот вице-премиер за економски прашања си даде оставка под образложение дека нема што да бара како економист во една таква техничка влада, во која што сега вице-премиер за економски прашања не е социјален работник, и која е логиката закон за стратешки инвестиции кои што нели да важат кога се станува збор за стратегија за нешто за 10 години и повеќе, да се носи пред избори од страна на една техничка влада. Дополнително е што вели владата во рок од 10 дена од влегувањето на сила на овој закон ќе формира Комисијата за стратешки инвестиции, оваа влада техничка, подзаконските акти ќе ги донесе владава техничка, од која претходно се откажа вице-премиерот за економски прашања, на кој се подпираше цела економска политика пред тоа. Имате ли до сега вие стратегија за стратешки инвестиции или воопшто немаше никаква стратегија? Или сега со ова ќе се исперете за катастрофалното ниво на реализација на капиталните инвестиции, кога цело време ви алудиравме дека има некоја мегоресорско тело за да го зголеми процентот. Предлогот на пратеникот Драган Цуклев